Иран, како што ви кажав, има предноста на географија и на самата локација, им одговара да влагат во војна на исцрпување на да кажеме силата и војската на САД и на Израел. И затоа Иран ќе се труди максимално да ја повлече ова војна најмалку 6-7 месеци. Ќе биде полицајецот на овој регион Израел, бидејќи Израел е сојузникот на Америка. За да може ова да се направи, има неколку закани таму треба да се елиминират. Едни од нив беше режимот во Иран. И затоа, ако прашуваме дали целите се исполни, ако го гледаме од политичкиот аспект, гледаме дека режимот не се смени, владата не се смени во Иран, така да не стигна до целата и контролата врз нафтата, што можеме да гледаме дека се уште не е направена, така да не можам да кажам дека ги исполнеа целите за да може да објават победа и да се повлечат од војната. Очекувано дека они ќе се војуваат до последниот иранец или до последниот војник. Какви економски потреси мислите дека може да предизвика ако војнава трае подолго, е уште 2-3 месеци од прилика? Ако војната продолжи, и сега вака, ние имаме тука голем предизвик од страната на енергетиката. А овој предизвик го нема само ние, го немаме како Македонија, го има цел свет. А во овој случај на ова војна, тој влага под, да кажеме, под главие на безбедност. Не е веќе темата енергетика, туку темата тука безбедност, затоа што удира во, да кажеме, енергетските национални интереси на државите. А со тоа и на економијата. Тоа и на економијата сепак. Тоа што сакав да додавам дека со растот на цените на горивата и нормално на струја на природниот газ се порасна исто цените на ѓубрива што се користат во земјоделие, се порастат нормално цените за производите. Ако порастат овие цени, тоа може да ризикуваме, да кажеме, во поголема инфлација